благопријатен за оваа држава, по тоа што заедно со академикот Бошевски го имаат преведено или се обидуваат до крај да го преведат, еден голем дел го преведува, средниот текст, текстот за владетелите од Каменот од Розета. Каменот од Розета не е тема на вечерашната емисија, меѓутоа е неизбежно. Професоре, до каде е преводот од минатиот пат од пред 2,5 месеца, кога гостувавте овде? Работата оди по свој тек. Сега полека, оно што до сега сме го прочитале како целокупен текст, го ставаме во форма на компјутерски текст. Потоа следи исчитување на начин како што ние го исчитуваме и комплетирање на текстот. Потоа толкување на денешен македонски јазик, превод на англиски, патем цело време споредба со древноданајскиот текст. Работата си напредува добро, според нас. Кој ќе биде преведен целиот? Има некој термин или не? Па, ќе видиме. Првични, да речеме, она што ние го нарекуваме популарно драфт верзии, јас очекувам кон крајот на јануари. Сега? Идната година. Да, сега ова година што доаѓа. А тоа што идејата да се постави да биде на компјутер кој ќе може да се влезе и да го има и тоа како абецеда, како букви? Не, во која смисла? Па на Windows кој ќе се влезе да може да се пишува и на тоа? Правење на компјутерски фонд. А тоа, мислам дека ќе биде онака оптимистички, бидејќи јас стално се обидам оптимистички да гледам. А тоа е можно? Првата половина... Да, веќе почнавме да работиме и на тој дел. Првата половина на следната година би требало да се појави, да. И тој кој знае да чита или кој знае да пишува, може да се пишува во... Како што пишува на кирилица, латиница, на било. Така може да пише и во тој фонд на владетелите. Да, со тоа писмо. Ние завршивме се со професора. Од сега натаму сме пријатели. Јас сум Миленко, ти си Тели. Аристотел Мој Тели, пријател. Да. Како и